Кадровски се зајакнува Штипската клиничка болница. Големиот дефицит од стручен медицински персонал полека се пополнува. Освен вработувањето на 18 специјализанти, во тек е оглас за вработување и на лекари по општа медицина, фармацевти и медицински сестри. Се разгледува можноста да биде распишан оглас и за болничари и хигиеничари. 18 вработувања, од кои што 7 се за лекари по општа медицина, 2 фармацевти и 9 медицински сестри. Медицински сестри. Тоа е огласот во тек што е. Во план е да сега во координација со Скопје и со владата и со Министерство за финансии, ако се во можност да има и друг оглас во кој што ќе има поголем број на помошен медицински персонал, во смисло на болничари и хигиеничари. За половина година 6 специјализанти ќе го завршат своето доусовршување, што значи дека целосно ќе биде обезбеден и кадар кој ќе работи во модуларната болница, која во моментот се преадаптира во специјалистички амбуланти, каде преку мој термин ќе се прегледуваат пациенти. Годишно се вршат над 150.000 прегледи, со што значително ќе се растерети главниот објект на болницата. Процесот за уредување е веќе во втора фаза. Обезбеден е мебел, се поставуваат клими и се врши поправка на електричната мрежа, а ќе се изгради и нов паркинг простор. Тие што се елективни пациенти во мој термин да бидат во горната половина на болницата кај модуларната, додека тие што ќе бидат титни, ќе бидат во овој дел кај што е сега приемно. Со тоа се надеваме дека овој метеж со гужви со коли, бидејќи 70% од колите се на пациенти што се во мој термин. Тие ќе се надеваме да бидат горе, а доека тука долу би било по-оптимални услови за функционирање. По завршувањето на ковид пандемијата, модуларната болница остана празна и беше честа мета на кратци и вандали. Беа украдени клима уреди, мебел, а минатиот месец беше регистрирано и намерно оштетување во електричната инсталација, што можеше да предизвика краток спој и пожар.